Проблемот со хаосот во сообраќајот во Кочани ги собра на едно место представниците на Министерството за внатрешни работи од Скопје, секторот Штип, полициската станица од Кочани и локалната самоуправа со цел да се изнајде решение за надминување на состојбите. Присутните низ стручни дискусии и искуства предлагаа можни решенија за средување на сообраќајниот хаос во централното градско подрачје, кој во одредени критични периоди речите целосно се блокира. Еден од конкретните проблеми е паркинг просторот на двете централни улици во градот, кои уште повеќе го стеснуваат просторот и ја кочат фреквенцијата на возилата. Со цел на лице место да се уверат во проблематичните точки, градоначалникот Николчо Илиев и представници на МВР излегоа на терен, при што извршија увид кај кружниот тек. Да ја проследиме изјавата на Николчо Илиев. На состанокот со стручните луѓе излегоа и различни мислења, различни ставови кои потоа ќе се соберат во едно идејно решение кое понатаму ќе биде спроведено на начин кој ќе биде договорен. Значи, постапката не е едноставна, решението на проблемот за сега не е наједноставен и најлесен, меѓутоа не е безнадежен, се работи и се размислува и во следните неколку денови најпрвен ќе ги чекаме сублимирањето на сите идеи и предлог решенија, а после тоа ќе се избере и куќа која ќе направи една конечна анализа за решавање на конечниот проблем. Веројатно трајно решение е решавањето на проблемот со паркингот. Значи, општ заклучок е дека најголем проблем не се улиците, најголем проблем е паркирањето на улиците. Затоа и нашата определба и понатаму да работиме да изнаоѓање на трајно решение на решавањето на проблемот со паркирањето на возилата во централното градско подрачје, а со тоа да возможиме и непречено движење на возилата во централното градско подрачје. Следна фаза по овој е да се изготви квалитетно идејно решение за решавање на проблемот, кое потоа ќе биде пратено на увид во МВР во Скопје. При тоа неопходна е сеопфатна анализа на состојбите со патната инфраструктура во централното градско подрачје, фреквенцијата на сообраќајот од аспект на тоа какви се возила сообраќаат тука, поставеноста на паркиралиштата и пред се безбедносниот аспект на сите учесници, вклучително и пешаците.